Дистрикт, цел през студио интервју на Зоран Иванов со Тефик Махмуд. Тефик Махмуд, млад, образован, интелигентен, амбициозен, енергичен, освен првиот атрибут, кој е факт, другите се мој субјективен суд за него, во право сум или не, ќе ме потврдили, ќе ме демантира самиот во овој дистрикт, сепак крајниот суд за него, како и за сите нас, ќе го даде времето, а ќе посечам и дека е дипломец по меѓународно право, магистер по миграциони движења со магистратура на Универзитетот во Оксфорд, и е ромски активист, борец за право, правда и за еднаквост, и да, ангажирање во политиката каде што само што зачекори. На ланските локални избори го доживеа и првиот пораз, беше градоначалнички кандидат на, малку изненадувачки можеби, политичката партија Левица, во меѓувреме се премисли па формира своја партија. Тефик Махмуд, добре дојдете во дистрикт на Цивил прес студио. Добро ве најдов, фала ви многу на сите убави епитети. Јас нешто кажав, некаде погрешив можеби, ќе ми простите за тоа, но тука сме да се исправиме. Ајде, нешто збор два за вас, за гледачите на дистрикт. Фала ви Кој уште е еднаш. Тефик, кој е Махмуд? Фала ви уште еднаш на епитетите. Тефик Махмуд е обичен граѓанин, некој што има пораснато како дете без родители на улиците во Шуто Ризари и има магистрирано, како што спомнавте, на еден од најпрестижните универзитети, Универзитетот на Оксфорд. Некој што во последниве 10 години бил активен и работел на национално, локално и меѓународно ниво во Европа, Близок Исток и Америка и се вратил во државата да биде промената што сака да ја види во неговата населба, неговата заедница и во неговата држава. И поради тие причини се оформив и своја политичка партија, гарнитура, Опре Рома, и тука сум прв пат, во својство на претседател на политичка партија, прв пат ја прокламираме. Не ви честитам, ќе ви кажам со среќа. За тоа подолу во емисијата. Кажете ми, како се стасува до Оксфорд? Не може секој, и веројатно тренд е на Балканов, кој стаса до Харвард, до Јел, до Оксфорд, до Кембридж, стануваат премиери. За политичките амбиции исто подолу. Значи, како стасавте до Оксфорд? Со Оксфорд генерално имам дипломирано тука на правниот факултет, Европски универзитет, кај што добив целосна стипендија, поради таа причина се одлучивме за тој универзитет. Голема благодарност до семејството и покојниот Бој Андревски кој ми го возможи тоа. Завршив како еден од најдобрите или првенец во мојата генерација и отпосле тоа отидов во меѓународна јавна правна организација да работам како приправник, после тоа застапник за човекови права. После меѓународното искуство аплицирав на Оксфорд затоа што сакав да направам нешто повеќе од тоа што другите околу мене активисти го прават и зборувавме за тоа како ние како етничка заедница треба да се застапиме, да се представиме во подобро светло и дека не е доволно да бидеме еднакво добри како другите, туку и да бидеме подобри од образовна перспектива. Одите некој докторат? И ради тоа и се одлучив за Оксфорд универзитетот. Така, која ви беше темата на магистратурата на Оксфорд? Беше етничкото профилирање. Етничкото профилирање на ромите на Балканот. Не препоставувам се сеќавате кога ромите беа затворени во нашата држава и не им беше дозволено да се го остварат правото да се напуштат државата поради некои административно стереотипни, ја би рекол стереотипни предрасуди. Се вадеше државата. Да. Дека ода таму за да ја злоупотребуваат. Добро, ќе докторирате наскоро некаде овде кај нас во Македонија, во странство, Будимпешта, можеби Оксфорд, можеби Харвард, ако сакате премиер да бидете, нели? Харвард е трети, Оксфорд е први. Така да ја би останал таму каде што сум. Сега за сега барем. Ромите во Македонија, бидејќи гледам и магистерската и претпоставува и она хумана човечка димензија посветувате на таа заедница, бидејќи потекнувате од тоа тло, како се вели. Како ја оценувате во Македонија кога бевте дете и сега ве после 20 на години? Има ли некоја разлика, се движи или нешто? Не би рекол, освен моделот со образованието, не би рекол дека има некоја клучна разлика, се уште е голем процентот на невработеноста на ромите, како на локално, така и на национално ниво.
се уште ромите не се застапени соодветно и правично во институциите на власта, се уште ромите имаат проблеми со домување, со вработување, како што рековме, со ред другите теми од нивното секојдневно, вакво секој сегмент од нивното секојдневие, за жал се разбира. Добро, проблем ли може да биде образованието, недоволното, како маса зборувам, дека се уште малобројни кадрите од ромската заедница за да можат да заземат некои позначени место во општеството, во институциите, или има доволно кадара, сепак е запоставен? Да, многу добро прашање, фала ве многу. Би рекол и да и не. Убаво е што ваквите прашања излегуваат на површина за да знае неромската јавност за што станува збор. Тоа што неромската јавност го гледа е на семафорите, тоа што неромската јавност го гледа е на медиумите кои што во негативна конотација не прокламираат и тоа што неромската јавност го гледа е негативната слика на ромите. Тоа што го имаме индивидуалци што се итекако поразлични од негативната слика за ромите кои што се прокламира во јавност и кои што се гледа на секојдневна основа. Таа позитивна слика за нас е дека имаме индивидуалци кои што уште еднаш се далеку покомпетентни, ја нема веќе таа социализација од типот на дека ромите не одат на училиште и дека ромите не се образуваат. Напротив, имаме пообразовани кадри дури од тие што се начело на државата, ако спомнавме и премиерот, каде што нели има универзитетска диплома од ранг 3, а некој од нас има ранг 1, така да во тој поглед и како добар факт дека ромите како роми веќе не се како што беа пред 10 или 20 години, туку полека и сигурно се подобруваат во тој поглед. Бевте ангажиран во Европскиот центар за правата на ромите со центар во Будимпешта. Што беше таму предизвикувачко и прашањето ми е всушност каде е Европа во однос на ромските заедници, на правата на ромите, на нивната инволвираност во општеството, во институциите и ние каде сме. Веројатно таму од тие анализи што истражување ги правевте на ниво на Европа, на регионов. Каде е Македонија? Каде сте вие ромите во Македонија во однос на ромите во другите држави? Многу добро прашање. Во другите држави имаме и позитивни и негативни вакви аспекти. Знам дека е двонасочна улица и треба не само да се криват институциите, туку треба да бидеме и самокритични и да подобриме некои наши пристапи. Во однос на споредбата на состојбата на ромите од Европа визави состојбата на ромите во нашата држава, ја би рекол има и позитивни и негативни работи. Кои се позитивните работи? Имаме застапеност на ромите во одредени јавни институции, имаме дури заменик премиер, имаме заменик народен правобранител, имаме дури и дипломати кои што се од редовите од ромска етничка група, каде што во Македонија за прв немавме ни еднаш во историјата на Република Македонија или сега Република Северна Македонија дипломати од ромска етничка припадност. Немавме амбасадори, ниту немавме конзулати, макар што законот за надворишни работи и како го прокламира тоа, го бара тоа, бара правична и соодветна застапеност на етничките групи. Меѓу кои спаѓаат и ромите во нашата држава. Ја да бидам груб. Секако, слободно. Ромската заедница во Македонија има општина, но сакав подолу да ја прашам, тоа е повеќе и пречи и штети, отколку помага на ромската заедница, имам таков впечаток. Што е погрешен? Не, велам имам впечаток дека можеби повеќе пречи од контактите со роми. Не, така. Како гетоизација некаква. Знам на што алудирате. Но прашањето ми е, значи, еве има општина, има градоначалник, има неколку телевизии, 2-3 можеби. Нема проблем. Ред по ред да идеме на тие не знам, нема универзитет се уште, нели? Има образование на ромски јазик. Во уставот се ромите. Океј, да идеме ред по ред. Само да кажам, дали имаше министер, заменик министер, директори на јавни предпријатија, на многу значени служби како она за спасување или како се викаш, се едно. Значи, тука и таму ромите ги гледаме во општествениот живот. Толку ли сме подолу од некои европски држави? Што се случува во Бугарија, еве во Унгарија што се случува? Нема проблем. Пред фактите и боговите молчат. Така велат, ајде да идеме ред по ред. Прво за ромскиот јазик. Имавме платформа за онлайн настава од Министерство за образование која што беше достапна на сите можни јазици, на албански, на македонски, на босански, на српски, на англиски, на сите, дури и тие што не се говорат во нашата држава, но не беше достапна на ромскиот јазик.
тој ваш факт и аргумент за ромски јазик отпаѓа. Патем ја поднесов представка до народен правобранител да ја добив истата. Тоа е еден момент. Втор момент, за дело со гетоизација. Да застанеме тука, откако ја добивте представката, се коригираше министерството? Секако дека не. Имаме влада моментално која што се прокламира дека тежне да креира едно општество за сите, но сметам дека е тоа само декларативно, а не оперативно. Уште еднаш ќе збориме за факти за било кој сегмент, за што и да сакате, и со факти и докази ќе си ги подкренеме аргументите. Првиот факт за ромски јазик имаме дури од компетентна институција, каде што ја има уставно загарантираната компетентност да говори за повреда на човекови права. Еве, оставите мене како меѓународен активист за човекови права, да ја земеме институцијата, кој што има уставен кредибилитет. Она вели дека Министерството за образование го има прекршено правото и уставната обврска да креира еднакви услови за сите ученици. Добро, и за тоа никому ништо никој не одговара? Апсолутно никому ништо, никој не одговара. Сега да бидеме само критични тука, ни нашите политичари не беа активни. Вашите мислите на представници на ромската заедница. Апсолутно. Ми го земавте зборот. Има видни политичари, пасивни се. Апсолутно, немаат да речеме од една страна слух, не би рекол компетентно, затоа што тоа ќе влага во некој професионален профил, ама кога ја земаат функцијата како функција, забораваат зашто всушност себичност ли е некоја или комодитет функција. Добро, имате од кого да учите како треба и како не треба, како не треба, особено како не треба. Како председател на нова политичка партија за која ќе особено како не треба. Тоа дека они бараат на ЗС цело време и поважни им се коалиционите партнери за разлика од националните или колективните интереси на нашата заедница. А ако сакате дополнително за другите факти и докази, нема никаков проблем. Патем има и општини ромски, многу повеќе во европските држави, има во стратешко значајни функции, не да бидат само фасада, како не знам за спасување и ГТЦ и уште што имаме државен секретар, кој што де факто и де јуре е само фасада, сега за сега барем мајки ги во предвид било какви промени што ги гледаме во заедницата и мене не ми е проблем. Имам чувство, простете ме, дека малку и како председател сега на политичка партија малку и политички зборувате, што е и легитимно, но сакам да прашам, ова надвор од политиката, граѓански здруженија, невладини организации, заедницата, шуторизари, општината, има ли нека организирана, има ли некако движење за овие работи каде што се останува ромската заедница, малку да ги, како велат, детето ако не плаче нема ни млеко да добие. Нема мајката да го добие. Премолчеви сте. Тоа е апсолутно. Дали премногу молчите како заедница или нема согласност меѓу политичките партии на ромите, нема доволно артикулација на гласноста преку ромските медиуми, медиумите на ромски јазик. Што се случува? Многу ви е добро прашањето и прашањето ви е на место и ви благодарам што го адресиравте. Не, одговорот ми треба, баталете го прашањето. Тоа е причината зашто всушност ние не се одлучивме да бидеме инволвирани со ниедна политичка партија, туку да се креираме наша политичка партија, затоа што сметаме дека бурекот што го јадевме до вчера не е поразличен од баничката што ја гледаме денеска. Како ви се вика партијата? Опре Рома. Ќе преведете, ќе појасните околу Опре Рома значи горе Роми или на ромски ќе му дојде на нозе Роми или горе. Кренете се конечно. Апсолутно. Тоа малку арома на револуција некоја? Да, секако револуција во позитивна конотација. Па сега позитивна, негативна, револуција е револуција. Зависи како ќе го гледате. Зависи од методите. Апсолутно. Револуција, видете, револуција е на пример во пракса значи реформа. Реформа ако ја гледате вие во негативна конотација, не знам која негативна конотација може ли да се определи би можела да биде ленкувана. Така, освен етнички, каде е ова вашава партија? Човекови права. Генерално да, освен идеолошки човекови права. Да, тоа може и лево и десно и Не, секако дека сме повеќе десно ориентирани за човекови права, тоест се извинувам, повеќе лево ориентирани за човекови права, ама етничките димензии на нашето делување не се ограничени. Односно ние не сме првично сме за ромите, но отворени сме и за другите помалку бројни заедници. Што ви е окосница во програмата? Еве ќе дојдат избори. Со што ќе се промовирате? Како да се лепите ромската јавност пред се, пошто предпоставам тоа ви е гласачкото тело, иако веќе се намножија ромски партии или партии на ромите во Македонија, па некако и тој електоратот како колач изборен ќе го делите
тешко дека ќе се формира некоја политичка сила за да може за ова за што зборуваме порадикални промени да има во општеството, но тоа остана на вас политичарите. Која ви е поентата што сакате да ја пренесете и која ви е целната група? Повозрастните, помладите, образованите, помалку образованите, ќе подметувате ли со вреќа брашно со, не знам, 2 кило ориз? Фала ви најмногу на прашањето. Младите, категорично, затоа што сметам дека во рацете на младите како перманентен и прогресивен сегмент во нашите општества треба таму да се фокусираме. Знаете, перманентен секогаш ќе има млади, прогресивен, они се тие двигатели на некои нови промени, револуционерни во позитивна конотација, што би сакале да ги гледаме во нашата заедница. Еден сегмент од вашето прашање. Втор сегмент од вашето прашање, ние креираме убедувачка моќ. Не креираме надокнадувачка моќ. Која е разликата? Надокнадувачка моќ е всушност тоа што го прават сите политичари. Сега ги вметнувам во еден пакет, особено во ромскиот електорат, е тоа што ќе вработат луѓе на договор на дело, ќе ги држат на конец само како партиски војници или како гласачи кои што ќе бидат инкорпорирани на локални или на парламентарни избори. И тоа може би е ефективно краткорочно. Добро, но има закон само да завршам, вели ограничено и тоа мора да ги примат на работа ако е тоа. Дозволете ми само да завршам, молам. Тоа е легитимно, може би краткорочно и е ефективно, ама во долгорочна насока не е. Особено не е доколку сакате да ги унепредувате правата на заедницата. Ние не се движиме во таа конотација. Да се движевме во таа конотација на локалните избори, ќе бевме или од СДСМ или од ВМРО, каде што патем добивме и официјални или формални и неформални понуди да бидеме кандидати од нивните политички партии. Ние не отидовме од поголемите политички партии затоа што сакаме да креираме што? Автохтоно лидерство. И тука е другата моќ. Таа е убедувачката моќ. Убедувачката моќ, доколку гледате било какви револуции, граѓански движења, сите можеби го изедоа по тешкиот пат, ама испливаа на површина. Затоа ја секогаш велам дека нашите 5 минути тогаш ќе дојдат. Убедувачката моќ како убедувачка моќ е нешто што се нуди поголемо од вработување, од вреќа брашно, имаш дигнитет, имаш персоналитет, те представува некој во подобро можно светло и ред други работи поврзани со истото. И на долгорочен план тоа е далеку поефективно за разлика од краткорочно. Нешто од Оксфорд влезе во платформата на партијата, веројатно, некои искуства и теоретски и меѓународни, меѓу СДСМ и ВМРО. Простете на прашањево како меѓу два конкурентни фудбалски клуба, па прашувам, за кого не вашата партија, надвор од тоа си имате своја автономна програма, идеологија и така натаму градите, за кого повеќе би се определил како идеолошка и како политичка филозофија за ВМРО ДПМН или за СДСМ? Генерално, знам дека сакате да бидете автономни, на тоа мислам. Нема никаков проблем. Кој ви е поблиска како вака човечки? Како што приметувате, немам лакно на јазикот, ја можам да се изразам на начин на кој што сметам дека треба и заслужуваат граѓаните да го знаат. Допред некое време уште еднаш, бурекот што го јадевме, не убедува дека е поразлична од баничката што јадеме денеска. Сметам дека и ВМРО и СДСМ кога станува збор за ромски прашања се бурек или баничка. Ни тука немавме правична застапеност, ни овие кога дојдоа на власт немаме правична застапеност. Ни ПТ од правична застапеност. Немаме министри, немаме директори. Одговорот ви е ниту едните, ниту другите, ако добро ве разбирам, така? Нема проблем, ќе дојдеме и до таму. Отворени сме за коалициони партнери, секако, доколку одредени принципи и да не речам услови се исполнети во јавните гарнитури, односно јавната администрација. Ние не бараме ништо повеќе што е надвор од законот. Законски уставна обврска е да имаат ромите и другите етнички групи или помалку бројни заедници правична застапеност. Не се сомневам дека ќе бидете успешен и дипломат, како што ќе бидете веројатно и успешен политичар, но не ми одговорите на прашањата за СДСМ или за ВМРО. Океј, ќе бидам малку попрагматичен. Лево или десно, со еден збор. Нема никаков проблем. Видете, тоа што они прават реформи во нивните политички гарнитури и именуваат нови лица, нови луѓе, сметам дека можеби ќе отвори пат за некоја потенцијална соработка.
Сега да бидам малку по-прагматичен и подиректен, затоа што знам дека сакате да бидам малку подиректен. Сега тука алудирам на СДСМ, каде што нели имаат нови лица под председатели. Да речеме Богоев е некој што би можеле да имаме потенцијална соработка. Да идеме во ВМРО. Во ВМРО имаат подпредседател, овој што е ново изменатиот градоначалник. Само да завршам. Не ме разбравте добро. Нема никаков проблем. Значи мене ме интересира само да не ме прекинете докато ви благодарам однапред. Значи ако имаме во СДСМ подпредседатели нови од типот на Богоев, ако имаме во ВМРО подпредседатели нови од типот на градоначалникот на аеродром, мислам дека можеме да најдеме некој НЗС така партнерство за следниве, интелектуално. Тоа ве разбрав. Но јас сакам да насетам вашата партија каде повеќе идеолошки припаѓа, за да дојдам до прашањето како залутавте или не залутавте во левица. Фала ви многу. Бидете малку подиректни, ја вакво ќе одговорам подиректно. За левица и прашањето на левица и како залутавме таму е многу едноставно. Јас сакав да излезам од ромска политичка партија или од ромска гарнитура за да негувам автохтоно лидерство. Ама ја немав автономноста да креирам своји советници. За разлика од левица кој што ми ја даде автономноста ја да се избирам мои советници. И поради таа причина, единствена причина, излеговме од Добро, и завршија изборите и ги напуштивте. Фер ли е тоа? Вака. Или во политиката се е дозволено? Рековте, зборуваме за факти и докази, така? Нема доказ дека ја бев дел од левица, ниту член на левица. Така да не можете и тезата не ви држи дека не не обвинувам, не ме разбравте, напуштив. Но факт е дека вие како кандидат на таа политичка партија се промовиравте во јавност. Видете, и ние гласачите излегуваме и на пример гласаме за вас, само можеби по таа линија. Ги излажавте ли малку и ова е факт. Да заличам како е мој колега, ги излажавте ли малку? Сега и друг факт и доказ, каде што нели пред фактите и боговите молчат. Прво и основно, колку што видовте на тие листови што ги имате, CV-то што го имате, па сега и ме аднавте на Facebook, ќе видите дека во последниве 10 години како бевме ние активни. Многу активни. Тоа значи дека јавноста и граѓаните не знаат по левица, туку не знаат по индивидуа Тефик Махмут кој што од секогаш беше активен. Ако сакате факти и докази, најмасовните протести организирани во историјата на ромскиот активизам, ние ги направивме. Идете по МВР, ќе видите дури и на времето на Груевски, кога сите молчеа и сите се плашеа да се бунат, ние бевме тие што масовно ги организиравме луѓето. Не знам, настани против ЕВН, настани за етничко профилирање на границите. Исто така, кога сите беа апсолутно апатични, зборувам за невладини организации, зборувам за политичари, зборувам за индивидуалци, зборувам за самоименувани лидери, ние бевме тие што излекуваа на терен и бевме активни. По тоа не препознаваат луѓето, а не по политичката партија. Има ли кај другите политички субјекти на ромите во Македонија, кај другите политички партии, чувствувате ли пречки, завист, љубомора, можеби заради вашите активности и веројатно се поголемата популарност? Како се однесуваат шефовите на другите политички партии? Имате ли некакви контакти или има некакви задкулисни игри? Го забележувате ли тоа? Да, видете. Многу е неравен политичкиот терен, затоа ве прашувам. Може да бидете малку подиректни, ве молам. Директно прашајте ме, мене не ми е проблем. Директно ве прашувам, имате ли проблем од другите политички партии? Пречки од типот на? Па било какви. Океј. Па не знам, во јавност, нешто за вас да збора за партијата, да зборуваат. Нема никаков. Да ги убедуваат другите дека вие исто лоша партија, тие се добри. Дали тоа го забележувате? Ние само што се оформивме. За политичката партија како партија, допрва ќе видиме. Но за индивидуата како профил, дури и да излегуваат со нешто, факти, докази за нашиот профил, за тоа што трчаме за луѓево, се грижиме за луѓево, тука сме активни за било кој проблем. Како велевте, пред фактите и боковите молчат, нема такво нешто. Ве посакуваја пред да формирате политичка партија, другите политички субјекти да бидете дел од нив. Тоа ми е точното прашање. И сега, бидејќи не им се приклучивте, им станавте конкурент. Од тука ми е прашањето дали има нешто зад завеса, некакви игри или се уште рано, кога ќе почнат изборите и трката по гласови, можеби тогаш ќе почувствувате. Дали сте подготвени за тие задкулисни игри во политиката? Јас знам дека сте и млад, но сте и искусен веќе.
веројатно ги забележувате на време тие работи. Од таму ми е прашањето. Апсолутно. По директно здравје. Да. За првиот сегмент на вашето прашање, да, имаше официјални понуди да бидам дел од нивните повисоките ешалони на нивните политички гарнитури, ги одбивме поради проста причина затоа што веруваме дека треба нешто ново еднаш за секогаш да се види во ромската политичка сцена. За вториот сегмент, дали има некои пречки и други работи поврзани со истото? Видете, ја пораснав како дете без родители на улица, го знам и подземниот свет. Ја имам и уличната школа, така да што и да дојде на нашата насока, не ми е никаков проблем. Јас не се откажав од животот кога изгубив се. Нема ни да се откажам од овој пат затоа што се вратив во оваа држава да бидам промената што сакам да ја видам. Ако добро ве разбрав, не верувате во едно општество за сите. Ова што цело време и како тоа не верувам во како општество за сега сите. ќе ви кажам, како истакнат представник на ромската заедница и природно е да се борите за ромите, за правата, за степеност на образованието и така натаму, и тоа е најголемиот дел веројатно и од програмата и е платформа на вашата политичка партија, но дали е тоа презатвореност, преексклузивност? Кога велам, бидејќи, речиси 20 и нешто минути зборуваме за ромската заедница, јас сакам да ја прашам дали верувате во едно општество за сите, во таа теза, во таква заедница и дали е можна таа во Македонија? Зашто се бори ТЕФИК? Прво рековте дека од тоа што слушате може би имате впечаток дека не верувам во едно општество за сите, само поради фактот што се грижам за една етничка група. Ако е тоа така, тогаш зашто истото прашање не го адресирате за другите политички партии од типот на албанските гарнитури, кои што се грижат само, да речеме, де факто или де јуре за нивните етнички групи? Може би не е вкусно прашањето да го поставиме во таква некоја теза, затоа што креира некоја негативна слика или погрешна слика во овој момент. Не. Тефик Махмут како индивидуа се грижи за сите, апсолутно без разлика на социјално креираните идентитети од типот на етничка припадност, религиозна припадност и така натаму. Но факт е дека ромите се најзагрозените во оваа држава и сите ние имаме и морална и законска обврска да се грижиме за нивното унапредување. Зашто? Поради следнава причина. И само да видите дека можеби не сме само за етничка група, туку сме за евроинтеграција исто така на нашата држава. Препоставувам, знаете дека еден од копенхашките критериуми е унапредување и подобрување на условите на малцинствата. Без тоа нема во Европа, иако некои држави влегува без тоа и се уште се длабоко позади. И да и не, сега зборуваме за факти. Да не спомнуваме држави, можеме, секако спомнете, јас затоа сум тука, ве молам слободно, нема никаков проблем. Како е вашето искуство, например, со ромите во Бугарија во однос на ова што го истражувате во Будимпешта во центарот? Тие се понапред од Македонија, од македонското општество? Добро бе да видиме. Или се поназад? Што ви покажа истражувањата? Конкретно за нашиот источен сосед. Па и не е баш конкретен. Не е добар пример. Не е добар. Не е конкретно. Зашо се подобри? Сега, можеме ние да зборуваме, да речеме, по-народно или по... За инволвираноста во институциите во држави, во општеството, на тоа зборуваме. Да, апсолутно да. Уште еднаш, они имаат правична застапеност. Ние немаме правична Значи, ние сме последни во Европа горе-доле. Да речеме не Европа, земи ги не европските држави. Косово, например. Сега зборуваме за факти, ајде да зборуваме за факти. Косово, да речеме, има закон за изборите, каде што вели дека не само за една изборна единица, туку за гарантирани места на малцинствата. И помалку бројните заедници од типот на роми, ашкали, еģипшани, срби и така натаму. Така, а ние каде сме во тој поглед? Ние се уште се тепаме дали ќе имаме прак, дали нема да имаме прак. Ако имаме прак, бошнаците каде ќе бидат? А ако имаме прак, ромите каде ќе бидат? Зашто државата, доколку смета дека е едно општество за сите, не носи законски услови каде што ќе гарантира места од помалку бројните заедници? Ајде, молам, коментирајте на тој факт. Вие жаргонски неколку пати спомнавте револуција, но не сте подготвени за револуција, спомнавте една друга етничка заедница во Македонија која крена некоја револуција, па го направи тоа што го направи и за себе и за другите етнички заедници. Вие прашањето го формулирате како тврдење. Како тоа јас не сум спремен? Што ви даде индикатор дека ја не сум спремен? Премирни сте.
Не. Само констатирате дека ромската нема, заедница е запоставена, дека не е доволно застапена, дека во образованието, дека медиумите не се финансирани од државата и така натаму. Не ги спомнавме медиумите, вие ги спомнувате медиумите. Со огромен почит кон вас. Ја цело време зборам наша држава, цело време зборам и други заедници, цело време зборам помалку бројни заедници. Тоа значи дека цело време зборам евроинтеграција. Тоа значи дека и другите се инкорпорирани. Претседател на политичка партија, која во својата основа има за цел права да ги напреди правата на ромите во сите сегменти, во секој поглед. Уставно право. Така. Но со овај кротош што има ромската заедница, не сум сигурен, затоа ја спрашувам, дали кои ви се методите да ја забрзате тој процес, да го забрзате. И ромската заедница во оваа држава, нели, која сака да гради едно, или мнозинството граѓани сака да градат едно општество за сите, како да дојде на површината, како на површина рамноправно со сите други. Дали е само до законот? Треба ли нешто да се менува во уставот, во тој дел, во структурата на законите? Тоа ве прашам, како политички ќе делувате утре кога ќе влезете во влада? И второто прашање ми е, ако влезете во влада, имате место за еден министер, кој министерство најмногу го посакувате? Не вие лично, за партијата. Генерално. Првиот сегмент, после вториот сегмент. Кога зборам за законска промена и законска обврска, тоа велам дека ние ромите и другите помалку бројни заедници не треба да се надеваме на политички, како по дипломатски начин да го наречам истото, на политичка воља. Не треба. Значи, ние не бараме да не сакаат, бараме да не почитуваат. И зборам бараме, а не ги молиме. Тоа е клучната разлика помеѓу нашата политичка партија и сите други политички партии. Прашањето ми е како институционално да бидете рамноправни и ромите како сите. Само законските обврски да бидат исполнети. Ево уште еднаш, имаш закон за надворешни работи, немаш амбасадори, да речем. Законска обврска ти е да го направиш тоа. Имаш устав како највисок правен акт во државата, каде што треба да имаш соодветна и правична застапеност, соодветна можеби имаш делумна, ама правична немаш ни пт од правична. Значи треба уставно загарантираната обврска да се исполниш. Имаш декларативно некои документи каде што на државата само декларативно, зборам државата, затоа што кој да дојде на власт, буквално истата песна ја слушаме, каде што декларативно вела да ромите ќе бидат застапени така натаму пред избори, после избори немаме ни пт од правична застапеност. За кое министерство? Министерството како министерство, институциите како институција. Ако ме слушнавте убаво, зборува за стратешко настроени институции, не само институции каде што ќе бидеме фасада. Времево ни тече, убав ни е муабетот, но многу брзо минуваат минутите. Сакам да ве прашам, врз основа на ова што сега го говорите при крај на емисијава, можам да констатирам дека уставните и законски норми се дефинирани. Проблемот во реализација. И од тука ве враќам на прашањето. Со која еволуција ромската заедница и вие како лидер на политичка партија ќе ги унапредите кога велите законите се добри, уставот е добар, таму се правата, но не се реализираат. Немаме амбасадор, немаме во министерството наши кадри, немаме, не знам, во полиција, во армија или не знам каде во други државни институции. Што ќе прави политичката партија? Тоа прашувам. Како ќе премени тој ментален склоп? Има ли, треба ли да се пријави некаде тоа? Доколку бебето не плаче, мајката не го дојде. Имено тоа ве прашувам. Кој ќе почнете погласно да плачете? Затоа и почнавме. Затоа и јас отидов самостојно, не отидов со некои ромски политички партии. Затоа и јас не ги прифатив одредени функции кои што се само фасада во јавната администрација, туку се одлучив да бидам на локално ниво и да помогнам колку што можам од правен и политички аспект. Ние само што почнавме да се буниме. Нема проблем за кој што не се избунивме. Апсолутно. Кажете ми еден проблем со кој се соочуваат ромите, за кој што не само плачевме од типот на, не знам, овие Facebook активисти, пепси интелектуалци што ги имаме. Далеко од тоа, зборуваме за прагматични иницијативи, правни иницијативи, каде што они немаат друга можност освен и да не сакаат, ама барем ќе не почитуваат. На крај, сосема на крај да ве прашам за политичката партија. Каде ви е централата во Скопје, предпоставувам, имате ли експозитури, своји организации низ државата? Апсолутно, само што почнавме, значи регистрацијата ние само што ја добивме и имаме главна ние во Шуто Ризари, затоа што
колку што препоставувам знаете, концентратот на ромскиот електорат, мнозинството на ромскиот електорат е концентриран во Шуторизари, а патем немаме ни еден Шуторизари во јавната администрација, ама тоа дополнително. Секако дека ќе имаме наши представници надвор од Шуторизари, вклучително во Ѓорче Петров, во Злокуќани, во Топана и така натаму, па дури во Куманово како една изборна единица 2, каде што препоставувам ако не се менува изборниот систем, ќе алудираме и електоратот ќе не биде таму и дополнително што не верувам дека другите политички партии го имаат, ќе имаме и представници во европските држави. Парите не се најважната работа, но без пари па и ништо не се прави. Од каде пари за партијата? Да се крепи, да се финансира, да има активност. Ќе треба за гориво, за контакти со луѓе и така натаму. Видете, од лични донации, од се што е во рамки на законот во делот со финансирање на политичките партии, ќе фигурираме и ќе видиме што влада генерално председател на политичка партија до 24-та или ќе има предвремени избори, што вели Тефик Махмут? И ја мислам дека ќе има предвремени парламентарни избори и сметам дека треба помалите политички партии кои што се партнери на оваа гарнитура во парламентот да изгорат за една изборна единица, затоа што тоа ќе им иде и на нивна корист да не употребуваат нормативна моќ на поголемите политички партии, туку да имаат своја автономна моќ. Натаму, каде натаму со кариерата, освен во политиката, во науката посебно? Ја од секојаш се гледав во политиката, од секојаш сакав да бидам политичар и затоа оставив се што меѓународна кариера за да се вратам и да бидам промената што затоа не ви треба докторат? Да, но кога ќе зборам со вас и да имам компетентност да говорам за одредени теми, ми треба одредена диплома. И ради тоа ја направив истата, да имам теоретски и оперативно знаење во делот како можам тие промени да ги донесам. Едно е да сакаш нешто да направиш, друго е да можеш и трето е да знаеш како истото да го направиш. Сите три елементи ги имаме во нашата политичка партија. Дистрикт Цивил Прес Студио, Тефик Махмут, ви благодарам. И на вас исто така.